иницијативите 6 кои што се дел од стратегијата што ја промовираше председателот Јункер на Европската комисија. И следниот чекор, самитот во Софија, ќе го спои овој напор на регионот заедно со земјите членки и се надевам дека ќе има и конкретни резултати што ќе ги почувствуваат граѓаните, меѓу другото и во однос на оние роаминг услуги, односно цена на чинење на телефонски разговор меѓу земјите од регионот и земјите членки на Европската унија. После тоа следи следното големо собирање во рамките на Берлинскиот процес, Лондон, на амбасадорот Пејч, кој што ажурно го организира тој самит и собира искуство, беше тука, може би е меѓу нас. Му кажав дека ми се јавил министерот за Европа Данкан Сабајлето да каже дека дигаат раце и сакаат во Охрид да го организираме. Веднаш потоа кажав дека тоа е лажна вест или лага и затоа се надам дека дел од вас ќе бидат присутни на последниот настан кој што не е дел од овој дигитален самит, меѓутоа е на некој начин црешата на тортата, што понекогаш се вели. Во 3 ќе имаме еден панел што јас ќе го модерирам со голем мерак за како да се справиме или како да се бориме со лажните вести. Благодарам многу, јас тука ќе застанам и да можам да. Благодарам, Никола. Заедно го понесовме товарот и нашите екипи за организацијата на овој настан. Ти ни го донесе товарот, благодарам за тоа. И се надевам дека ќе имаме многу други вакви настани и во иднина. Само што заврши средбата на министрите и шефовите на делегации задолжени за дигитализација на земјите од Западен Балкан и од Европа. И со ова завршува овој официјален дел од самитот, но како што веќе кажа Никола, ќе имаме многу интересна дебата за лажни вести, за кои што за жал станавме познати во целиот свет. За нас како домаќини беше задоволство и гордост што овој настан е позитивно поздравен од сите учесници и од страна на целата меѓународна заедница. Сигурен сум и дека ќе служи и како пример за организација на следните дигитални самити кои што ќе се одржуваат на годишно ниво во земјите од Западен Балкан. Овие 2 дена слушнавме многу нови идеи, разменивме искуства, разговаравме и договоривме заеднички проекти. Со представниците од земјите од Западниот Балкан, со бизнисите, со академијата, заедно ги дефиниравме заедничките цели за дигитална трансформација на регионот. Ние сме подготвени да работиме и да ги искористиме можностите. Дадовме ветување дека ќе работиме заедно за намалување на цените на роаминг во регионот и со земјите од Европската унија. Ја изразивме нашата заложба за воспоставување на регионален диалог со повеќе засегнати страни, со операторите, со IT компаниите и организациите за заштита на потрошувачите, поддржани од страна на Регионалниот совет за соработка и Европската комисија. Се со цел да се постигне усогласеност со моделот EU Roaming Like at Home. Се обрзавме дека ќе го подобриме пристапот до широкопојасен интернет, како и дека ќе ја следиме имплементацијата на Wi-Fi for You во земјите членки на Европската унија, за да бидеме подготвени за проширување на иницијативата кон земјите од Западен Балкан. Оваа прилика дозволете да кажам и дека комисијата ја донесе одлуката за проширување на оваа иницијатива кон земјите од Западен Балкан. Изразивме подготвеност и иницијатива да работиме за активно признавање на нашите дигитални сертификати, дигиталните подписи и печати и олеснување на прекограничните доверливи услуги. Заедно ќе работиме и на сајбер безбедноста и на имплементацијата на Европската директива за мрежна информатиска безбедност. Договоривме на креирање на политики за ИКТ образование и сертифицирање на сите групи на население, како и посветеност за подобрување на дигиталните вештини на луѓето кои што не се вклучени во образовниот процес. Ќе зголемиме регионалната соработка на полето на стартапи, а со размена на искуства ќе создаваме и заеднички технолошки паркови кои ќе одговараат на критериумите поставени од ЕУ. Впрочем, еден таков тип на настан имавме во спортскиот центар Борис Рајковски, кој што и сега се уште содрува. Нашата заедничка работа што туку започнува на околе. Она што го договоривме сите земји
е дека нова дигитално патување тргнуваме и ќе одиме заедно. Овој самит ќе изразува нашата посветеност на собствените процеси за економски развој со цел да обезбедиме попросперитетна и одржлива иднина за нашите граѓани. Технолошката трансформација на земјите од Западниот Балкан и целосна нејзина дигитализација е една од првите приоритети на нашите влади. Ова значително ќе влијае на зголемување на бројот на работните места, ќе влијае на зголемување на платите на луѓето во регионот, на подобрување на услугите, на индустриите, на образованието и намалување на корупцијата. Денес од Скопје испраќаме порака за следните два самита во Софија и Лондон дека нашето место е во Европската унија. Не чека многу работа, но доколку постои политичка волја, а конечно тоа постои, се може да се постигне. Дигиталниот самит во Скопје е само една од потврдите за ова. Ви благодарам, ако имате прашања, поведете. Дали имате план Б во случај ниту Грција, ниту Македонија да не отстапи од ЕДГ Овнес и променете